Ово утро проповедта за која што ќе зборам носи наслов баланс. Има една шега која што може би вие сте ја слушнале за тоа како Бог му објаснува на еден ангел дека се што тој направил е во баланс. И тој му кажува, еве, земјата сум ја создал, ама има баланс, има ден, ама има и ног, да биде во балансирана состојба. Истовремено гледате во земјата како сум направил, сум ја создал со животни, ама има пак и растенија, има баланс во се што правам. И тогаш ангелот му приговорил, рекол, Господе, еве, ти правиш се во баланс, ама еве кога ја гледам оваа земјата Македонија, се е прекрасно, има природни богатства, реки, прекрасни плодови, природа, убави луѓе. Каде е тука балансот? И Бог вели, а да видиш какви комшии сум им дал. Така да за баланс, малце ни дали комшии да не држи, да не отидеме, да не забегаме во едната крајност. Ова е само шега, нели се разбира. Но факт е дека Бог сака да живееме еден балансиран живот. И дури ние како христијани во теологијата, во практикување на христијанскиот живот мораме да бидеме балансирани. Балансот е важен и тоа ќе го видиме во многу сфери. Да речеме, кога возите автомобил, ако ви тресе колата, знаете дека гумите се небалансирани. И има потреба да ги однесете, нели, на вулканизер да ги избалансира, за да може колата да држи правец, да не се тресе, да не забегува на една и на друга страна. Еден акробат кој што оди по жица има потреба понекогаш да држи, нели, долг стап и со него ја балансира неговата тежина и да може да изоди од едната до другата страна. Понекогаш и нашиот живот, за жал, е таков. Мораме да, нели, да балансираме во нашите животи и проблемите и другите нешта, за да можеме да го изодиме од едната до другата страна. Но факт е дека и кога зборуваме и ние како проповедници во нашата теологија, ако пренагласиме само одредена работа, можеби одредено учење, ние христијаните можеме да излеземе од еден балансиран живот. Ако, например, еве, зборуваме постојано само за Божјата љубов, само Бог е љубов, Бог е љубов, Бог е љубов, луѓето можеби ќе престанат да го гледат Бог како некој кој што е праведен Бог, Бог кој што сепак го казнува гревот. И почнуваме да си мислиме, па добро, што и да правиме, Бог е љубов, тој ни се ќе прогледа. Затоа е потребно повремено да се подсетиме на некои други особини на Бог. Затоа јас минатиот пат проповедав дека Бог исто така е свет и зборував за стравот Божи. Дека ако немаме страв Божи, тогаш ќе грешиме во многу работи и ќе се оддалечиме од Бог. Библијата ни кажува, почетокот на мудроста е стравот Божи. Сега, денес ќе се обидеме да погледнеме 6 работи, ако успееме, можеби, ако не сите, барем 3-4 од нив, во кои што е добро да имаме избалансиран став, да имаме балансиран христијански живот. Првото нешто во кое што христијаните треба да бидат избалансирани е односот помеѓу зборот Божи и Духот Божи. Зборот Божи за нас е Библијата. Дека Духот Божи е Светиот Дух кој што е во нас. Светиот Дух исто така ни зборува, не води и понекогаш треба да научиме како христијани да го направиме тој баланс, сооднос помеѓу зборот и Светиот Дух. Во Матеј 10 глава, интересно, самиот Исус ни кажува дека кога ќе се ставиме во ситуација многу пати да бидеме изведени пред суд или да дадеме отчет за нашата вера, Исус вели, не плашете се што ќе зборувате, бидејќи тогаш нема вие да зборувате, туку Духот на вашиот татко кој што е во вас, тој ќе зборува преку вас. Со други зборови, тој ќе ви даде во тој момент што треба да кажете, тој ќе ви даде зборови, тој ќе ви даде инспирација, тој ќе ви даде мудрост. И сега ние си велиме, па добро, ако е така, тогаш јас и не мора да ја читам Библијата, не мора да го познавам Светото Писмо, бидејќи кога ќе има потреба во одредена ситуација, Светиот Дух ќе ми даде што треба да кажам. Слично нешто пишува и во 1 Коринтијаните 2 глава, 13 стих, вели, ние зборуваме со зборови кои што не се научени од човечка мудрост,
туку зборови научени од Духот Свети. И сега си велиме, па еве и овде ни кажува Библијата дека кога ќе зборуваме, нашата мудрост доаѓа од Духот Свети. Тие ќе се зборови кои што ќе се научени од Свети Дух. И ако го нагласиме само овој момент, дека Свети Дух во одредени ситуации ни дава мудрост, ни дава зборови на знаење, што треба да кажеме, тогаш можеме да создадеме на погрешна слика дека ние немаме потреба да ја читаме Библијата. Дека зошто јас да читам и да учам, кога Свети Дух во одредени ситуации ќе ми каже што треба да кажам. Дури постојат и такви верници и поединци кои што веруваат дека сето знаење, сето инспирација им доаѓа од Светиот Дух и затоа треба само да му се препуштат на него и нема потреба да ја читат Библијата. Затоа тие забегуваат во ереси и стануваат мрзливи и арогантни. И кога ќе им цитирате нешто, тој вели, па ја не може да ја знам Библијата, мене Свети Дух ме води. Има една таква интересна шега за верници кои што се фалиле дека нивниот пастор е толку духовен, што само се моли пред проповедта и Господ му дава веднаш што треба да зборува. Еден од нив велел, знаете, нашиот пастор не ни чита, не се ни спрема, тој ќе клекне на колена, се моли на Господ и 30 минути пред да проповеда, Свети Дух се симнува врз него, му дава мудрост, му дава зборови што треба да каже и тој веќе знае и излегува и проповеда. Другиот верник се фалил да рекол, нашиот пастор исто така не се спрема, не чита ништо, тој е толку духовен, чека директно од Свети Дух и една минутка пред да почне да проповеда, Свети Дух се симнува врз него, му дава слово и тој излегува и проповеда. А третиот рекол, нашиот пастор се моли пред да проповеда, започнува проповедта, тој проповеда и уште не знае што проповеда. Така да, уште го нема Свети Дух и инспирацијата. Но најчесто, веројатно, ако не се спремаме, јас знам и по себе си, ако не ја читаме Библијата, ако не го проучуваме зборот Божи, верувате, нема така само од себе да дојде и што треба да кажуваме, и ако не си спремен, може да се случи многу често како овој пастор, да излезеш, да проповедаш и уште да не знаеш што проповедаш. Затоа е важно да го проучуваме зборот Божи, бејќи Свети Дух ни зборува и преку Библијата. И од друга страна, ако не го познаваме зборот Божи, кога ќе слушнеме глас во нас или во нашето срце, како ќе можеме да ги преиспитаме дали тоа е гласот на Светиот Дух, ако не можеме да го споредиме со зборот Божи? Замислете ви се јави глас и каже, јас сум Божиот Дух, сакам да направиш тоа и тоа. Сакам денеска да отидеш и да принесеш курбан. Или сакам, не знам, да отидеш и да бидеш со оваа жена или со онаа жена. Како знаеш дали е тоа гласот на Светиот Дух, ако не го познаваш зборот Божи, ако не ја знаеш Божјата воља? Многу луѓе се измамени од такви измамни или духови гласови, не познавајќи ја Библијата и Светото Писмо. Веќе може да ви се јави најразличен дух и да ви каже дека е од Бога и да бара од вас работи кои што Библијата не ги поучува или се спротивни на Библијата. Затоа е добро кога дозволуваме Свети Дух да не води и кога се препуштаме на мудрост и на водството на Свети Дух, тоа да биде во баланс. Да, треба да сме чувствителни за Свети Дух, но треба истовремено да си ја проучуваме и Библијата. Има во Јужна Кореја еден христијански култ, на чието чело е еден водач по име Джейрок Ли. Може би имам зборувано за него. Интересно, овој човек верува дека тој има директна врска со Бога и верува дека е безгрешен и безсмртен. Тој верува дека може во било кој момент да отпатува на месечината и да се врати. Таква способност дека има. Во неговото сведоштво пишува дека некојаш кога се разболел, отишол во болница и морале да му извадат крвта, но Бог интервенирал и директно ја примил крвта на Исус Христос, така да сега низ неговите вени тече крвта на Исус Христос, а не обична крв. И затоа сега тој е безгрешен и во неговото учење тој учи дека се што тој кажува, се што тој зборува, дека директно му доаѓа од Бога.
значи кога ќе отвори устата зборнички и кажа, тој се директно Божи зборови. Тој не мора ни да чита Библијата, не мора ни да учи, ни да оди на теолошка школа, бидејќи Господ директно му ги ставува зборовите во неговиот ум и во неговата уста. Замислете таква директна конекција. И овој човек за жал забега толку далеко во неговото учење и во тие ереси, што тој поради тоа што има таков став смета дека нема потреба Библијата да ја учи, да ја чита, да ја проверува, затоа што Бог директно му дава зборови. Но тоа е сосема спротивно и дури и опасно кога ние се препуштиме на такво учење и на такво верување. Во 2 Тимотеево 3 глава, 16 стих вели: целото писмо е од Бога дадено и тоа е корисно за поучување, за поправање, за воспитување и вели за усовршување на Божиот човек во правдата. Така да Библијата самата ни кажува дека ние сме должни да го проучуваме Светото писмо. Тоа ни е дадено на нас за да не усоврши, да не изгради, да не донесе до ниво на зрелост. Во 1 Коринтијаните 14 глава, 15 стих, апостол Павле, застанувајќи пред црквата, тој кажува дека Светиот Дух е во него и дека Светиот Дух многу пати го употребува и дури кога го слави Бога, тој вели многу пати го славам во Духот, преку Духот Свети. Но слушнете што вели тој. Вели: јас ќе се молам со Духот, но ќе се молам и со умот. Ќе пеам со Духот, но ќе пеам и со умот. Апостол Павле овде ни кажува дека кога ние се препуштаме на Духот, не треба нашиот ум да биде исклучен. Тоа не значи дека ние треба да сме со исправни мозоци и да не резонираме и да не размислуваме. Ние сме должни понатаму да преиспитуваме. Дури на едно место вели Павле, кога некој помеѓу вас ќе дојде и има дар на пророштво и ќе даде одредено пророштво, вели ако некој пророкува, знаете ли што кажува за другите? Другите вели нека испитуваат. Бидејќи ние треба да провериме дали тоа пророштво е навистина од Бога, дали доаѓа од Духот или човекот сам си измислува. Ако јас денеска дојдам помеѓу вас и пророкувам и рекувам: ви пророкувам, сите треба да ги оставите вашите жени. Напуштете ги вашите жени или оставите ги децата, тоа е пророштвото. И ќе кажете: чекайте, такво нешто не учи Библијата. Ние треба да преиспитуваме. И како преиспитуваме ако не преку Светото писмо? Затоа Духот и Светото писмо тие никогаш не си противречат. Светиот Дух и Светото писмо тие се во баланс. Тие само може да се потврдуваат. Ако едно нешто кое што велите дека е од Светиот Дух е спротивно на Светото писмо, тогаш тоа не е Светиот Дух. Затоа е важно, иако сме водени од Духот, да ние го проучуваме и писмото. Тоа е првиот баланс. Значи, ние христијаните мораме да бидеме во баланс помеѓу зборот Божи и Духот Божи. Ајде да го погледнеме вториот баланс. Вториот баланс е помеѓу милоста и законот. Милоста и законот. Ние како луѓе често пати одиме од една во друга крајност. Погледнете само како нашето општество функционира. Мислам дека и минатиот пат спомнав, се случи да бидат прегазени за кратко време, во рок од една недела, да бидат прегазени две лица на пешачки премин во Скопје. Една млада девојка, после тоа еден повозрасен човек. И ние веднаш право што донесуваме одлука? Тие луѓе треба да се линчуваат, кога читаме право на Фейсбук, на социјалните мрежи. Треба тај да се убие, тоа е животно. Треба да се сотре одма, смрт за тој човек, не знам што. Тој што прегазил, ние право донесуваме најстроги осуди за овој човек. И право велиме, мора да се смени законот, треба во Скопје сега да се донесе закон, максимум да биде 30 брзината, не смее да се вози повеќе од 30. Право најостри, најстроги казни најавуваме. Од друга страна, ако сме ние во таква ситуација, ако не дај Боже нашето дете или наш близок е тој што прегазил, ние ти кажем: па добро, нема ли милост за тој човек? Секому може да се случи, прегазил. И знаете што е иронијата? Жената која што сушност го прегазила, може би читавте, овој повозрасниот човек, пред само 2-3 години, незината керка исто така беше прегазена. Сега може да си предпоставите, оваа жена, кога незината керка пред 2 години беше прегазена во Скопје и дури имаше билборди, таа сигурно
тогаш е велела, тој човек треба најстрого да се казни, како може да ми ја згази керката, сигурно нели е имала осудителни ставови, но сега истата таа се нашла во кожата на тој човек. И сега веројатно таа повикува на милост, како што и секој еден од нас, ако би бил во нејзина кожа, би рекол, има ли милост за мене? И јас грешив, еве, ми се случи. Што се? Треба ли наеднаш целиот мој живот да биде уништен? Треба ли тој човек смртна пресуда да му донесеме? Треба ли да биде доживотно во затвор? Која би била вашата осуда? И затоа кога сме раснати или кога сме во една таква позиција помеѓу милоста и законот, мора да постои баланс. Ако Библијата се користи небалансирано, повторно и на ова поле се појавуваат ереси или погрешни ставови. Ако се пренагласува само милоста, дека Бог е добар, дека Бог е простува, дека Бог толерира, тогаш навлегуваме во едно учење кое што се нарекува либерализам. Либерализам значи христијанство или теологија во кое што има распуштеност, во кое што можеме да грешиме без мерка. Либералните цркви се оние цркви во кои што се е дозволено. Можеш да си живееш во грев, можеш да си живееш во блуд, во пороци, да правиш што сакаш. Господ те толерира. Дури има едно такво учење го нарекуваат супер благодат. Тоа значи дека колку повеќе грешиш, толку повеќе Бог е добар спрема тебе. Значи, удри на грев, препушти се на грев, милоста Божја е тука, милоста Божја покрива се. И сега, гледате ли која е опасноста ако се пренагласи само милост? Тогаш добиваме чувство дека јас можам да си правам што сакам, Бог ќе ми прогледа. Ако се пренагласи пак другата страна, само пазењето на заповедите, дека мора строго да се држиме до себе, не смееш ниту еднаш не си смеел да сгрешиш. Ако само еден од вас греши еднаш, повеќе во црква да не доаѓа, да не стапнува за вас, за тебе милост нема. Ти си опцул денеска. Тоа е смртен грев. Немој повеќе да се појаваш во црква. Си погледнал во друга жена, повеќе немој да се сметаш за христијанин. Такво нешто нема прошка. Си украл пари, не може тоа да се прости. Ако го пренагласуваме само тоа нешто и само строгото пазење на заповедите, во тој случај влегуваме во нешто што се нарекува легализам. Легализам е исто христијанско учење кое што ја пренагласува заповедта, законот, и тоа значи дека ако се сгрешил во нешто, готов си. Тука ја нема радост. Легалистички цркви ќе ги познаете, се цркви во кои што тие пазат кои ќе влезете таму кај вас и на најмалата ситница и не смеете таму да сгрешите. Тие пазат како сте облечени, пазат што ќе кажете, каква постапка имаш. Тие пазат на секој едно нешто што го правите. И таму не смееш да сгрешиш. Таму нема милост, нема радоста. И таму се чувствувате како да нема љубов. Се чувствувате само постојано кога сте на тапета и нема никој да ви покаже љубов. Гледате и едното и другото е опасно. Во 1 Коринтијаните, 9 глава, 20 стих, апостол Павле, слушате што вели. Оние кои се под закон, јас на нив им бев и самиот како да сум под закон. Иако јас не сум под закон. На оние кои се без закон, им бев и јас како да сум без закон. Иако не сум без Божиот закон, туку сум под Христовиот закон, за да ги придобијам и едните и другите. Ова може би збунува малце, но гледате, Павле преку ова кажува дека ние живееме во благодат, живееме во милоста Божја, но истовремено не треба да забораваме дека ние сме и под Христовиот закон. Нас Христовиот закон не држи да живееме сепак исправно, побожно и свето. Не сме без никаков закон. Не можеме да кажеме, бидејќи не сме под законот, можеме да грешиме колку сакаме. И токму тука треба да научиме да живееме во еден баланс. Треба да живееме свет живот, треба да живееме под Христовиот закон, држејќи и Христовите заповеди, но кога ќе сгрешиме, треба да знаеме дека Бог е милостив. Дека Бог нема да не отфрли, дека Бог ќе ни даде нова шанса. И ќе рече, добро ти простувам, стани сега, исправи се и продолжи на мојот пат. Се сеќавате кога блудницата беше сгрешила и кога сите сакаа да ја каменуваат, погледнете како
Исус и даде еден одговор кој што беше мудар. Исус се сврте, бидејќи сите ги оставија камењата, нели сакаа да каменуват, Исус рече, кој од вас не сгрешил, нека го фрли првиот камен. И никој не се осмели, бидејќи нема човек што не сгрешил. Сите ги пуштија камењата и си заминаа. Исус се сврте и рече, нема ли никој што те осудува? Жената со наведната глава рече, нема никој, Господине. И тој рече, тогаш и јас не те осудувам. Оди и не греши повеќе. Исус не рече, оди и греши повторно. Не, Исус рече, ти просто не те осудувам. Оди, иако тој знаеше дека таа блудница сгрешила, беше фатена во прелюба. Тој рече, оди и не греши повеќе. Значи, истовремено и кажа, има милост, но исто така не треба да ја злоупотребиш таа милост. Треба да продолжиш, да чекориш во светост. Тоа на кое што сме повикани. Скоро прочитав една интересна дефиниција за благодата. Таму пишуваше, благодата не е слобода или право да грешиш, туку благодата е сила за да го вршиш тоа што е исправно. Гледате, кое е различно гледиште за благодата. Ние некојаш велиме, бидејќи сме под благодат, Бог се ми простува, се ми прогледува, можем да продолжим да си грешим. Но благодата е сила, Бог ти дава сила или нова шанса за да го направиш исправното што не си успел првиот пат. Кога ние ќе сгрешиме, може некој да ни рече, добро, си сгрешил, не е проблем, греши повторно. Или кога ќе сгрешиме, може некој да ти каже, добро, си сгрешил, ама ајде ќе ти дадам втора шанса да вториот пат го направиш како што треба. Вториот пат направи го исправно. Тоа е благодат. За тоа служи милоста Божја. Затоа милоста и законот мора да бидат во баланс. Третото нешто, или третиот баланс на кој што сме повикани, на кој што Библијата повикува, е балансот помеѓу даровите на Светиот Дух и плодовите на Светиот Дух. Не знам дали сте запознаени подетално и со едното и со другото и знаете што значат, но кога зборуваме за даровите на Светиот Дух, тоа се оние надприродни појави кои што Светиот Дух ги дава кај верните. И во Библијата се наброени, интересно, 9 дарови, но се наброени и 9 плодови. Даровите се, например, дар на пророштво, дар на исцеление, дар на јазици, дар на разликување духови. И ова се надприродни нешта. И ние како црква сите сакаме овие надприродни нешта да бидат присутни во црквата. Зар не би сакале да има тука повеќе луѓе со дар на исцеление? Кога се молат да луѓе се исцелуваат, да стануваат од постела, да оздравуваат, наеднаш коски да се исправаат, луѓе кои што биле непокретни или во количка долго време, наеднаш да проодуваат, луѓе кои што се слепи да прогледуваат. Ние викаме, шо убаво е таков дар да имаме во црквата. Или дар на пророштво. Кога ќе дојде некој од страна, се случи еве скоро во Штип беше, и ние викаме, братот имал дар на пророштво, право одиме од повеќе градови, одиме сите таму, човекот да ни пророкува. Ние сакаме Господ да ни покаже што има за нас, сакаме Господ да ни даде насока, директно да слушнеме Божји збор. И тоа е дарот на пророштвото. И убаво е да има такви дарови во црквата, и тие се уште и денеска постојат. Има дар на јазици, дар на толкување јазици, дар на препознавање на духови. Тој дар значи кога некој ќе дојде пред тебе да можеш да препознеш кој дух е во него и кој дух зборува од него. Дали е лажлив дух, дали е Божјиот дух. И Библијата ни кажа дека има луѓе кои што имат таков дар. Но од друга страна Библијата ни зборува и за плодови на Свети Дух. Плодовите на Свети Дух е она што го изградува нашиот карактер. Библијата ни кажува дека дел од плодовите се љубов, долготрпеливост, добрина, милост и така натаму. Значи, особини во нашиот карактер кои што сами по себе немаме сила да ги изградиме до таа мера, туку имаме потреба Свети Дух во нас да не менува за да можеме да ги имаме. Сега замислете ако во една црква или во животот на едниот човек го има само едното или само другото. Замислете црква со дарови на Светиот Дух, ама ги нема плодовите на Светиот Дух. Знаеш, тоа би било како убава жена, ама никаков карактер. Нешто такво. Замислете или прекрасна кола, ама не може да вози. Ако само едното го има, а само другото, тогаш нема баланс.
Всушност, во Библијата ни е опишана во писмото до Коринтијаните токму една таква црква. Црквата во Коринт, во времето на апостол Павле, била црква во која што изобилувале даровите. Тие дури се фалеле со тоа дека кај нив многумина од нив имат дарови на пророштво, на исцеление, на јазици и се фалеле дека даровите не им не достигат. Но од друга страна, апостол Павле ги укорува и кажува дека кај нив има и дури таков неморал, такви гревови што нема дури и помеѓу неверни. Апостол Павле вели: слушам дека помеѓу вас има некој кој што спие со татковата жена. А вели, вие наместо да го укорите со тоа дури и се фалите. Може да замислам како се фалеле, веројатно низ градот велеле: у нашата црква знаеш како фрајер има, мажиште, спие со жената на татко му. И сега, такви неморали, таков грев, дури помеѓу себе се разделувале, дури имало караници во црквата. Пишува дека во таа црква биле поделени на подгрупи. Едни велеле: јас сум Павлов, други јас сум Петров, па се расправале кој во кој таборе, во која група. Црква во која што е било пазар, караници. Би сакале ли во таква црква да бидете? Сигурно не. Дали би сакал да бидеш во црква во која што сите се испокарани, сите поделени на група? Јас влегувам, велам: аз од кацаца не зборам. Она не е од мојата група. Не ќе да ја погледнам. О, со Трајче па ич, Трајче па во таа третата група, не сакам со него. И замислете таква црква, каде што едни со други не се поднесуваат, каде што гревот и неморалот владее, ама важно има духовни дарови, важно там има пророштво. Што би сакале повеќе? Да има црква во која што има дарови на пророштво, ама сите испокарани, или си викаш подобро да нема дарови на пророштво, ама да има љубов? Гледате, и едното и другото не е добро. Најдобро би било ако е црквата во баланс. Убаво е да има дарови, убаво е ако во црквата има пророштво, исцеление, зборување на јазици, но од друга страна, ајде да не го запоставиме и другото. Убаво е и црквата да биде со верници со изграден карактер. Во таа црква ние сакаме да видиме и љубов, сакаме да видиме толерантност, трпение, сакаме да видиме кротост, самоконтрола, и тие нешта мора да се присутни. И затоа еден проповедник, еден пастор мора да зборува и за едното и за другото. Затоа еден христијанин мора во неговиот живот да внимава да е присутно и едното и другото. Ние сакаме даровите во нас да се присутни, но од друга страна не треба да го запоставиме и христијанскиот карактер. Кога едното и другото, едното или другото за жал излезе од баланс, тогаш црквата оди во друга крајност. Денес имаме цркви кои што се потрадиционални, кои што ги нагласуваат можеби плодовите. Тие постојано зборуваат и се зборува во тие цркви за љубовта, се зборува за трпеливоста, се зборува за кротоста, се зборува и против гревот, дека мора да се живее во светост, но во тие цркви воопшто не се зборува за Свети Дух и за даровите на Свети Дух. Има цркви во кои што не се спомнува за тоа дека постојат дарови на пророштво, дар на исцеление, и таму ниту се практикуваат, ниту се поучуваат. Повторно и во тие цркви, значи, балансот е изместен. Затоа не смееме да го пренагласиме само едното или само другото. Јас би можел да ви наведам и други некои работи во кои што е потребно да ние како христијани го запазиме тој баланс. И само, еве сега уште 3 нешта само ќе ви ги напомнам, ќе ги нафрлам, но може би во некоја друга прилика, може би следната недела, ќе зборуваме за нив. Кога зборуваме за балансот, важно е исто да направиме баланси со нашето време или во нашите приоритети. Бидејќи ние во нашиот живот како христијани имаме духовни приоритети, но постојат и оние кои што ги нарекле телесни или секојдневни приоритети. Ние не можеме, или природни приоритети да ги наречеме, не можеме да го нагласиме само едното, да го запоставиме и другото. Ако еден човек постојано само се моли или само оди на црква, а не обрнува внимание на своето семејство, тоа е опасно. Не оди на работа, не гледа за своето здравие, не се бања, само вели јас сум духовен, важно се молам. Тоа е опасно.
Второ нещо, кое што еве само ќе го нафрлам, а може да зборуваме следен пат. Баланс помеѓу изгонување на демони и помеѓу распнување на телото. Има цркви кои што во се гледат демони. Во секоја една мака, во секој еден проблем гледат демони, во се само изгонуваат демони. Има други цркви кои што пак во се гледат само проблем со нивните телесни страсти. Понекогаш проблемот е во демонско влијание, и ќе зборуваме за тоа, баш подготвувам проповед за влијанието на демоните во нашиот живот, но понекогаш проблемот е нашето тело, нашите страсти. Затоа и тука мора да биде балансирано. И трето нешто, мораме да најдеме баланс помеѓу славењето или предаденоста, служењето на Бог и служењето на другите. Што мислам под ово нешто? Не можеме да само по цел ден го славиме Бог и да кажеме, еве јас на Господ му служам и го славам, без да им служиме на луѓето. Ако јас сметам дека сум многу духовен затоа што денеска по 10 сати пеам духовни песни и го славам Бог и му се молам, но не сакам да им служам на луѓето и велам што има јас да им служам од кацата, што има да им помагам на неа. Ако само Господа го славам, а не сум подготвен на луѓето да им служам, тогаш повторно живам небалансиран християнски живот. Еве тоа се останати три нешта за кои што може да позборуваме, може би следната недела и во некоја друга прилика повеќе, но бидејќи сега немаме време, само ги нафрлив како пример дека постојат и други области во нашиот християнски живот во кои што треба да направиме баланс. Дали препознаваш во некој од овие нешта кај тебе дека може би не достига баланс? Донка Викич не прашувај. Не прашувај. Да, веројатно ќе се препознаеме во некои од овие работи. Има една слика, ќе ја најдете на Facebook, еден маж како вози трактор и на едната страна нема тркало на тракторот, но затоа пак една попуничка жена седнала на другата страна од тракторот. Да. И пишува, вели, во животот на секој маж неговата жена прави баланс. Но те не представено по еден хумористичен начин. Жената го држи балансот на тракторот. Поетата е, може би, преку овие пораки, преку денешната проповед да се преиспитаме во кои области може би ми фали баланс. Може би навистина со искрено срце доаѓаме пред Бог и со искрено срце сакаме да го следиме, но може би премногу во одредена област се предаваме, додека во друга област може би сме запоставени. Може би премногу, да кажеме, време трошиме во славење на Бог, но малку трошиме во служење на луѓето. Може би премногу ја читаме Библијата, но малку се подпираме на Божјото, на водство на Свети Дух, или обратно. Може понекогаш премногу ја нагласуваме милоста Божја. Бог е љубов, Бог е љубов, Бог е добар, но пак тоа не води до таму да си дозволуваме да живееме понекогаш премногу либерално и забораваме на тоа дека постојат и Христови заповеди кои што не повикуваат да живееме на свет живот. Затоа, ова беше еден повик, еве да се преиспитаме во нашите животи и да видиме во кои области може би сме го изместиле тој баланс. Дејќи сме повикани да живееме еден балансиран христијански живот и да живееме со една избалансирана теологија. Токму затоа е потребно да ние како христијани целата Библија ја читаме, целата Библија ја познаваме и целата Библија да ја практикуваме. Ние не можеме да извадиме само одреден дел од Светото Писмо и да го извадиме од контекстот и само на него да се повикуваме. Велат дека Библијата најдобро се толкува, или еден текст најдобро се толкува во контекстот на целото Свето Писмо. Ако го извадите од контекст, например, има еден стих во Библијата кај што пишува нема Бог. И сега се кажем, еве, самата Библија учи нема Бог. Но ако го прочитате целиот стих, во целиот контекст, таму се вели безумникот рече во срцето свое нема Бог. Сега веќе сваќаме дека не значи дека нема Бог, него безумникот си мисли нема Бог. Да кажеш дека нема Бог, тоа значи дека е безумие. Затоа е важно да го познаваме контекстот на Светото Писмо и да живееме во еден таков контекст.
не изолирајќи, не вадејќи од контекст само одредени делови. Тоа е всушност небалансирана теологија. Амин. Евангелска црква Неготино има редовни богослужби, секоја недела од 11 часот. Добре дојдени сте. Исто така, можете да добивате редовни известувања за нови видео проповеди, доколку кликнете subscribe на нашиот YouTube канал.